Концесионерот на малата хидроцентрала во Пробиштипско на Шталковска река не се откажува од нејзината изградба и покрај противењето на местното население. Од фирмата Дис Енергија се категорични дека ги имаат сите неопходни одобренија, а во проектот вложиле многу за да можат да се повлечат. Се работи за многу скап проект, за кој ги имаме сите потребни одобренија кои од нас се побарани, почнувајќи од концесискиот договор, склучен со државата и се друго што е побарано од нас. Информираат од Дис Енергија. Пред 2 дена представникот на компанијата концесионер Владко Тоневски истакна дека изградбата на хидроцентралата нема да го доведе во прашање биолошкиот минимум на реката и водоводот на селаните. Во поглед на водата и прашањата кои ги има местно население, мислам дека тоа што е според согласноста од Министерството за животна средина ќе биде испочитувано до крај. Колку е законски повишениот минимум, толку ќе биде пуштено, ќе бидат почитувани и сите протоколи и закони кои предвидуваат во тек на градба. Компанијата Дис Енергија, која треба да ја гради хидроцентралата во Пробиштипско, е во постапка за изградба на уште 2 други хидроцентрали, една во Кочани на мала река кај езерото Градче и уште една во Радовишко. Хидроцентралата која треба да се гради кај Турско Рударе е со инсталирана моќност од 306 киловати, а предвидува придружни објекти и цевковод од 2,5 километри, а зафатот на реката треба да биде 1/10 од просечниот повеќегодишен проток на вода. На нејзината изградба се противат жителите од Турско Рударе кои стравуваат дека ќе останат без вода за наводнување на земјоделските култури и без водоводниот систем кој сами го граделе.